Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Чести се посетите на лекар поради болка во зглобовите и нивна намалена подвижност, како последица на оштетувањето на рскавицата. Зглобната рскавица не пропаѓа преку ноќ, тоа е еден континуиран и долготраен процес што се одвива со години. Можно ли е рскавицата да се регенерира, да се обнови? Кои се новите методи во лекувањето на овој проблем, ќе ни појасни професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студијата. За регенеративната медицина при оштетувањето на зглобната рскавица денеска зборуваме со професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добар ден и добре дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добро ве најдов. Овој пат ќе ни појасните точно како функционира зглобот на коленото и каде се наоѓа таа рскавица со која што е обложен зглобот и која што толку често се оштетува. На почеток да кажеме дека зглобот на коленото е еден комплексен зглоб, составен е од неколку структури што може јасно се гледа на овој модел, во која што имаме зглобни површини и тоа од надколеницата, значи дел на така наречен надколеница или фемур, може, да. Така. Потоа имаме дистален дел или дел од подколеницата кој што учествува во зглобување на овој комплексен зглоб. И последен дел, тоа е чашката или патела, така наречена, која што учествува во формирање на оваа зглобна конгруенција. Овој зглоб е составен анатомски, значи од оваа зглобна раскавица, потоа од овие менискуси или во народ познати како амортизери, кои што учествуваат во соодветен пренос на силата од надколеницата према подколеница и стопало, се со цел да го амортизираат тоа оптеретување, да го подмачкаат, за да може оваа функција на зглобот да биде одлична или да не кажеме совршена. Проблемот кај овој зглоб е затоа што трпи големо оптеретување, значи самата биомеханика и статика на овој зглоб веднаш ни сугерира дека кај луѓе што имаат поголема тежина, значи обезни луѓе што имаат искривување во аксата, значи на коленото, дали е X или 0 нозе, доаѓа до поголемо оптеретување на еден дел од зглобната раскавица, многу повеќе од другиот, и со тоа на долг рок, со овие репетирачки микротрауми, доаѓа до оштетување на оваа зглобна раскавица. Оваа зглобна раскавица е една идеална структура, од прилика 3 до 5 милиметри, кој што е изузетно глатка, и аваскуларна, анеурална и така натаму. Значи нема крвни садови во неја. Да, и тоа е уствари главниот проблем заради тешкотиите при нивна регенерација или нивно обновување. Значи отсуството на крвните садови всушност го создава проблемот. Компромитацијата на овие крвни садови кои што најчесто доаѓаат од спонгиозната коска под зглобната раскавица, и сите овие странични не се идеални или не се толку доволни за било кое оштетување при хормони, години, старење, различни процеси, доведуваат до оштетување и до еден дел, без разлика дали е траума, дали е хронично, дали е микротрауми репетирачки, доведува да еден дел се губи прво квалитетот, значи се губи еластичноста, цврстината, и се добива една структура која што е буквално како калдерма со различни дефекти и во зависност од тоа колкаво е оштетувањето може да бидат распоредени најчесто на површина која што ние ја викаме нели зглобна или газачка површина, односно која што е во директен контакт со долниот дел на зглобот на коленото. Може ли толку, професоре, се оштети да дојде контакт коска на коска? Да. Тоа е исто еден феномен кој што најчесто се јавува над 55-60 годишна возраст, кога овие амортизери менискусите со тек на време губат од својот квалитет, постануваат, условно да кажам, ледирани, вулнерабилни, почнуваат да се оштетуваат и ова го губи оваа дебелина и овој квалитет, почнуваат да се јавуваат разни насоки на радијални или попречни лези или оштетувања на менискусот, имаме сега директен контакт на
двете зглобни површини без амортизер измеѓу. Тоа дава, прво, нормална реакција, течност, зглобна капсула, која што овде не се гледа, нивна реакција во вид на синовид и многу јака болка, посебно кај луѓе кои што ќе одат надоле по скали, имате директен контакт врз овие две зглобни отворени површини. Сето тоа зачинето со ова патела или чашка, која што доколку е млада, совршено изградена и без оштетување, би требало да лизга идеално. Меѓутоа, било каква малтракција, викаме ние, или пореметување во аксата, доведува, значи, од мускулатура, години, искривување, доведува прво до крцкање, што го викаат, нели народот позна како крепитација и како крцкање, и потоа и оштетување на оваа зглобна раскавица од чашката, која што е сега во директен контакт со исто така можна за оштетена зглобна раскавица и на надколеница. И се тоа болки кои што пациентот ги опишува најразлично, кочење, притисок, дискомфорт, па се до толку јаки болки кои што не можат буквално да изведат нормалната зглобна функција виткање и исправање на коленото. Споминавте дека ова е еден сложен процес, значи оштетувањето на зглобната раскавица не се случува преку ноќ, потребно е повеќе време за да дојде до незино пропаѓање. Симптомите се јавуваат ли исто така со текот на времето или може преку ноќ пациентот да добие силна болка? Најчесто пациентите од овде чувствуваат прво некој дискомфорт, една блага нелагодност, ги опишуваат како повремен оток од време на време, го поврзуваат тоа со промена на атмосферски притисок, со промена на време и еве да кажеме условно ги занемаруваат оние први иницијални симптоми. Кога веќе почнува од овде да се јавуваат реакции од зглобната капсула, значи воспаление на зглобна капсула, оток, страничен, од внатрешна, од надворешна страна, почнуваат со лекови, нели што ние ги викаме народни лекови, и секој одлучува за својот начин на третман, се додека еден ден, и они така се повикуваат дека последните 5-6 дена веќе комплетно тоа колено не функционира, почнува да блокира, да отекува нагло, иако тоа е веќе од многу порано, меѓутоа сега го достигнува таа кулминација, таа критична вредност кога пациентот веќе се јавува кај нас на преглед. Доколку пациентот се јави на време, може ли да се спречи пропаѓањето на зглобната раскавица? Да. Тоа е суштината на современата медицина. И ова превентивна медицина во основа секогаш треба да се базира од најмали години или од најмала возраст. Зошто? Секое дете, значи, кога почнува да расте, зависи дали се занимава со некој спорт, значи дали се движи, да кажеме, подагол стопалата со лоша статика, лошо оптеретување. Дали од овде мускулната градба воопшто на тоа дете може да компензира. Сето тоа, доколку се прати на систематски прегледи, соматични лекари, од педиатри, така натаму, некогаш може да предвидиме како ќе оди таа состојба на овие зглобни раскавици, посебно, еве да кажеме, со суплементација хормонска, значи, еден исто многу битен фактор е хормонскиот статус, како и исхраната кај тие пациенти. Што значи дека доколку од овде ние ги фатиме пациентите на време, рано, може да се сменат многу работи. Прво, може да се смени статика и биомеханика на зглобови, или едноставно кажано, за народот прифатливо, тоа е најобични ортопедски влошки, кои што ќе го сменат апсолутно целиот статичен механизам. Потоа, ќе треба да се зајакнуваат мускулни групи со точак, значи велосипед, со пливање. Зглобовите, зборим условно за коленото или за скочниот зглоб, си постојат посебни вежби кои што треба да се прават секојдневно. Со цел ќе се зајакнува и зглобната капсула, тетивите, лигаментите и сето тоа обкружување ќе го држи зглобот во една компактна целина за да нема големи отстапувања кои што би довеле потоа до оштетување на овие зглобни раскавици, као најсензитивен дел од зглобот. Професоре, младите се повеќе џогираат. Може ли на таков начин да си ја оштетат зглобната раскавица на коленото? Да, на жалост да. Значи, имаше еден период од овде, посебно е, да речеме, западните земји започнаа пред 2 до 3 декади интензивно со џогирање и потоа се виде дека овие импакт спортови, односно оптеретувачки спортови, затоа што подлогите се различни, патиките многу често се несоодветни, имаме
нерамнини на патот доведуваат до зголемено и екстремно оптеретување на зглобната раскавица и тоа и како може да доведе до оштетување на зглобна раскавица, посебно ако се несоодветни услови или, да кажеме, несоодветна опрема има луѓето или рекреативците кои што се занимаваат со џогирање. Затоа се повеќе од овде во светот се стремат кон други спортови, како што е велосипедизам или како што се пливање, спортови кои што не се импакт, односно не дозволуваат такво огромно оптеретување врз зглобните раскавици и нивните најсензитивни делови. А што е со повредите? Ако некој, да речеме, падне на колено? Сега тоа е еден типичен пример. Како тоа изгледа? Вие имате, например, зглоб на колено и сега имате некоја екстремна ротација. Најчесто тоа се случува или при контактен спорт. На тоа место од овде имате буквално дел од раскавицата каде што е во директен контакт со огромно, да кажеме, нестабилност и доведува до прво до кинење на овие лигаменти. Тоа е најчесто, тоа е преден вкрстен лигамент познат најчесто во оваа спортска медицина, кој што доведува до комплетна нестабилност на зглобот. Втора работа, тоа доведува да на одредени делови, поради поголемо движење, прекомерно движење во соодветниот зглобен простор, доведува до соодветно штетување на зглобна раскавица и на менискуси. И тоа е еден карактеристичен триас, една триада од лигамент, раскавица и менискус, таа е еден така наречена terrible triad, значи каде што овие три структури многу често заедно, посебно во фудбал или во кошарка, овие контактни спортови, имаме оштетување на овие зглобни структури. Сега, треба да знаете дека затоа е огромно, треба да биде тоа влијание и на тренерите, на спортските лекари, како и на нутриционистите, затоа што најбитно за секое оштетување на зглоб да знаеме дека тој многу често настанува или кога не е соодветно загреан, или што ги викаме оној warming дел, каде што овој зглоб мора постепено да се загрева за да може да влезе во еден спортски надпревар или шетање или трчање или било каков друг импакт што може да се случи врз зглобот, значи мора да има еден период добар на загревање. Второ, овие зглобови треба да после тоа од овде имаат соодветен период на релаксација, на одмор, за да може да се реставрираат сите структури, да не остануваат последици или значи секвели кои што може да дадат реално симптоми болка, оток, деформитет и така натаму. Професоре, што е со оние пациенти што имаат некои системски болести, автоимуни болести, како што е ревматоиден артритис или пак лупус, што страда во тој случај? Тоа е, значи, тоа е уствари нешто што е различно од овие травматски повреди. Тоа се базира на губење на квалитетот на зглобната раскавица на нивниот состав. Тоа се случува најчесто, затоа се викаат и аутоимуни, кога самиот организам против себе се бори. Тоа се смета дека голем број, некогаш се мислело од овде дека главната работа били инфекции, па потоа се мислеле дека луѓе кои што имаат генетско оптеретување и така натаму. Денеска се знае дека тоа е толку една мултикомплексна варијанта во која што голема работа врши комплетниот баланс или така наречен електролитен баланс на целото тело. Најчесто тоа не се болести на зглобовите, меѓутоа тие се еден дел од таа системска болест што се напаѓа сите органи, меѓутоа најпрво ние ги гледаме затоа што тука имаме брза деформација, брзо искривување на тие структури, па имаме криви прсти, имате дефект од овде со големи деформитети и отоци и така натаму, меѓутоа тоа се системски болести. Генерално лекот се бара на друга страна и затоа може да биде потенцирано, исто тука ќе нагласа многу често и инфективни синдроми. Најобични деца последните 2 до 3, да кажеме, месеци, сигурно едно 15 до 20 деца имаат реакции или синовити што дојдоа. Изливи во коленото, значи со ограничена и болна зглобна функција на коленото. Сите мислат дека од повреда клечело детето, нешто правило повеќе на колена. Апсолутно тоа е од инфективна природа. Најчесто има бактерија во нос или грло и таму први што реагираат се зглобните структури кои што таа зглобна капсула е изузетно осетлива и сензитивна и
доаѓа до отекување на зглобот на коленот. Децата кои што се склони на создавање излив во зглобовите, бидејќи може во колкот понекогаш да се јави. Апсолутно, и така. Дали се со зголемен ризик да имаат еден ден оштетена раскавица? Не. Тоа е доколку ќе повторам, да знаете, секогаш треба да се делува превентивно. Доколку таа состојба се среди, знаеме дека тоа дете, посебно што се у градинки и школи, се многу поосетливи. Често имаат бактерии во нос, од стафилокок, стрептокок, хемофилус и така натаму. Треба да знае дека треба да се земаат чести брисови, да биде тоа секогаш чиста средина, за да не се доведе до влошување и до некои по-хронични пореметувања на зглобна раскавица. Има нови методи во лекувањето на зглобната раскавица. Регенеративната медицина, кога станува збор за оштетената раскавица на зглобот на коленото, што конкретно нуди? Регенерација на раскавицата? Да, сега тоа прво да расчистиме. Регенеративна медицина е нова гранка на медицина. Таа е негде од 90-тора почнато од Ленард Кајзер, за прв пат како термин се користи. И потоа почнуваат голем број на школи, значи тука е Хјустон, Хопкинс, американците, значи од овде па преземаат голем број англосаксонската школа, кои што голем број се сведуваат на оваа медицина кој што ги користи потенцијалите на човековиот организам. Значи тоа е една сосема нова една гранка. Тоа за прв пат од овде на конгрес пред 17 години бевме во Барселона. Имавме некои предавање баш за менискус за амортизери на тој светски конгрес и дојда јапанците тогаш со прв пат со студија стремејки се сите овие оштетени структури да пробаат сам по себе организмот да ги надмине, да ги регенерира, користејќи го својот потенцијал. Тоа се голем број на варијанти кои што се користеа од тогаш. Денеска има резултати, меѓутоа се уште се трага по идеалниот начин, кој што би бил доследно би дошло до комплетна реставрација на таа зглобна раскавица и би можело да се очува на долг рок, за да не се стигне до најтешките протетики или замена со протези на зглобовите, каде што веќе не може да се репарираат овие структури. Издвоивме неколку од тие методи, ќе ги искоментираме во денешната Тилма амбуланта. Можеме тука да го видиме телопот и вели PRP, плазма богата со тромбоцити. Ова, професор, сметам дека повеќето го имаме. За оваа метода повеќето имаме слушнато, потоа автологен, кондициониран серум, метод со прилично сложено име, матични клетки, автологна трансплантација на раскавица и методи на кои се уште се работи. Ќе започнеме со PRP, плазмата богата со тромбоцити. Дали оваа метода е меѓу најприменуваните? Значи, прво ќе се вратиме повторно. Регенеративна медицина е поентата на оваа медицина е да ги користи потенцијалот свој личен човековото тело за да може да ги регенерира структурите. Само обновување да Само обновување. И зашто е тоа значено? Значено е затоа што не ставате ништо што е надворешно, немате никакви хемиски додатоци, нема никакви адитиви, суплементи кои што евентуално би можеле на долг рок, и на краток рок сигурно, да дадат некакви отстапки или проблеми, најчесто поврзани со алергиска реакција, со отфрлање на графт и така натаму. И затоа се смета дека најдобро е кога можете, нели, да зимате клетки од своето тело и тоа се започне уште и со папочна врвца од кај бебињата, па потоа имате голем број од овде леукемии или болести на крвоносниот систем кои што се базираат на така наречени потенцијалот од матичните клетки кои што секој од нас ги содржи во себе, значи во коска, крв и така натаму, кои што со тек на време се диференцираат во соодветен да кажеме соодветна клетка или соодветна оштетено ткиво или орган. Сега, што значи тоа PRP? И сега тоа започна PRP-то со една да кажеме појава гледајќи или увидувајќи дека голем број од работите во нашата крв не беа доволно испитани, посебно дека голем број од тромбоцитите, кои што се уствари сега главниот овде фактор на лекување, кои што ги содржи нормалната плазма, содржат голем број на фактори на раст, фактори на регенерација, фактори на трансформирање и така натаму. И овие, кои ќе се аплицираат на одредено место, предизвикуваат репарација и зараснување на таа структура, делувајќи врз останатото здраво ткиво, кое што му делува и оно почнува да продуцира повторно здрави
клетки или така почнува постепено обновување или намалување на дефектот на раскавица или репарација на одредени површини како што се дефекти, празнини во предел на раскавица, во предел на менискус, во предел на лигамент. И сето тоа покажа дека овие тромбоцити во зависност од тоа каде се стаени, така се диференцираат клетките. Или едноставно, ако имате скината тетива, ахилова, мускул искинат или зглобна врскавица, правите ПРП, го аплицирате на местото на дефектот и тие клетки предизвикуваат трансформација, значи и соодветна регенерација на ново создадено гранулационо ткиво кое што формира нова мускулна група или нова тетива или нов регенерирана зглобна раскавица. Сега тоа би било во идеални услови. Кога би било на вистина меѓутоа така? Тоа не е секогаш така. И сега ПРП-то како метода треба да знаете дека е едноставна многу. Постојат сега денес голем број на комерцијални фирми или шприцови или продукти кои што помагаат за полесна создавање на ПРП. Само да објасните на каков начин се добива ПРП. Да, ПРП-то доде буквално се зема крв, 15 мл венска крв. Тоа трае некој минута-две. Потоа се носи во центрифуга, каде што се центрифугира, има 5 до 15 минути, и се вади таа плазма богата со тромбоцити. Жолтеникава течност. Да, светло жолтеникава течност со богата со тромбоцити. Затоа се вика плазма, значи плазма рич плетлет, нели? Тоа е битно дека плетлет се тромбоцити, плазмата која што е богата со тромбоцити. Значи изваден е оној дел кој што е условно да кажам непотребен за оваа регенерација и се вади само тој концентрат кој што содржи голем број на тромбоцити, а тие крвни плочки или тромбоцити што нормално ги имаме ние што учествуваат во коагулација, се богати со голем број на фактори на раст, трансформирачки, регенеративни фактори и тие делуваат и ја регенерираат и репарираат. И потоа со игла, со шприц, се внесува директно се влегува директно во зглобен простор. Може, значи, доколку од овде третирате менискус, може лигамент. Битно е, влегувате, таа се налепува на ова место каде што е овој дефект овде и почнува од овде неизино стимулирање на локално подобрување на тој дефект или на таа лезија или на тоа оштетување. Колка ви се подобрувањата? Дали влие најмногу на болката или пак подеднакво ефикасни при регенерацијата? Значи, трутот овде што, бев ментор на млад студент, објавивме од овде две студии. Едната студија беше дека најдобрите резултати одеа до 70-75% во подобрување клиничко. Тоа значи дека има прво и основно намалена болката, второ е подобрен квалитетот на раскавицата и одеше негде до 70%. Главниот проблем на ПРП од овде дека со тек на време тој квалитет на таа раскавица што е направен повторно детериорира или се губи. И никогаш не се враќа на првобитната, меѓутоа не е ни како оној првиот удар или првото влијание што го имаме при тие 2 или 3 апликации во тие 2 до 3 недели кои што ги ставаме, има одлични резултати. Потоа почнува со тек на време на 3, 6, 9, 12 месеца да опаѓа квалитетот и повторно се јавуваат повремени болки како некако првични, меѓутоа се јавуваат кои што е знак дека доаѓа повторно до влошување на раскавицата. Сега тука е зашто, тука има многу фактори зашто тоа се случи и затоа се смета дека ПРП-то во принцип е добро, има огромна корист кај луѓе што се активни, помлада популација, спортисти, затоа што има подобар потенцијал самата плазма. И второ, оштетувањата полесно се репарираат. А во однос на ефикасноста, важен ли е методот на кој што ќе се добие плазмата? Начинот на центрифугирање? Па видете се зашто. Не. Начинот на генерално аплицирање? Тоа е толку сега по еден стандарден протокол да реално само постојат различни комбинации. Пример, имате некои шприцови што се зимаат, значи од кои што се зима венската крв, се користат да нема контакт со надворешна средина. Во тоа се разликите. Разликата е кај едни се зима, па се претура во епровети, па се зима обично, да кажеме условно, директно со игла, во која што сепак е во контакт со надворешна средина крвта или таа плазма што треба да се аплицира. Има други каде што е буквално преку метод на дабл, значи на тај дабл сиринџ, значи буквално на 2 цилиндра од кои што се претура и нема никаков директен контакт на крвта со надворешна средина како заштита од некои инфекции, иначе генерално тоа е толку веќе протоколарен систем да не би требало да има никакви проблеми. Ајде да го искоментираме и следниот метод, автологен кондициониран серум. Да.
Односно, повторно крвта се употребува на пациентот. Значи, ова се многу против слични болката. варијанти, тоа се сега различно користење на овој серум. Зашто е автологија, значи дека од самото себе, значи повторно истото. Кондиционирањето значи дека повеќе е згуснување на содржината на серумот кој што е внатре, за разлика од она плазма богата со тромбоцити, ова се користи другиот дел. Иначе битно е да се каже дека серумот од овде внатре, значи вадење од тие крвни клетки, битно е да се каже дека голем број на делови или партикли од крвта е се уште не испитани што све може да помогне. И ова се сете варијанти кои што ги гледаме од овде, кои што ги користат, се зависи само од комерцијалната техника, како се зимаат, иначе буквално ефектите, иако многу помалку се користи него ПРП-то, затоа што не се докаже, не. Тоа се исто, меѓутоа методите и техниките што се зимаат се малце поразлични, тоа се да кажеме условно технички се можда поскапи однос на другото, иначе генерално тоа е истата метода, многу слична и се користи најчесто за истите овие проблеми или оштетувања кои што се третираат апсолутно сите тие. Проблемот треба да знаете дека затоа сакаме да одиме понатаму на матични клетки, зошто е тоа различно. Различно е нешто кога зимате матични клетки, самото име ни кажува дека тоа е матицата од каде се ствараат сите клетки во организмот. И затоа, конкретно ја сега работам многу со така наречен концентрат и од биопсија, аспирациона биопсија од коски, дали од колко, дали од подколеница. Значи од коска ги земате? Директно од коска на срцевина. И вие го вадите со шприц, значи метод, тоа е метода посебна, каде што се аплицира иглата директно во коски на срцевина, посебно има делови од телото каде што се најмногу тие, тоа се најчесто во близина на зглобови, каде што има поголем потенцијал и тие се да речеме матични клетки кои што не се диференцирани се уште. Тие во зависност од овде каде ќе ги аплицирате потоа се диференцираат во тој тип на соодветни клетки. И сега имав неколку од овде случаи кои што ќе го преминеме заедно, користејќи ги матичните за автологната трансплантација на рскавица, користејќи ги овие матични клетки, така наречени или кондициониран или концентрат од ова аспирациона биопсија од коски, тие доаѓаат, ги аплицираме во зглобови, во тетиви, директно во дефект и оно го прави, го лепи, буквално постоја така наречени фибрински лепак. Таа содржина од овде се става, се аплицира на овој дефект, наречеме на овој плавиот, се лепи со така наречен фибрински лепак, кој што го лепиме од озгора и со тек на време тој интегрира во нормална раскавица и се создава квалитетна, здрава раскавица. Нажалост, секогаш по краевите, значи на дефектот, останува нешто што никогаш не е 100% здрава зглобна раскавица и кој што во животот после може да прави некои 5% проблеми во тек на Оваа метода кога може да се употреби? Дали во сите фази на болеста или пак подобри резултати дава во почетната фаза? Што ако има веќе контакт коска на коска, како што споменавте? Значи, затоа е тоа многу битно, тоа е одлично прашање. Зашто е тоа битно? Многу битно е проценката што ја правите претходно, битно е да ги знае ризиците пациентот, мора да биде он, тоа ја го викам персоналност или персоналитет на самата повреда. Не е исто да имате повреда на 22 години, големина, пример 1 сантим со длабочина, втори, трети, четврти степен, истата таа повреда кај луѓе кои што се обезни, многу ејджинг, значи многу повозрастна група, каде што има веќе, значи оштетување во аксата и во искривување на ова колено и каде ова оптеретување многу потешко ќе зарасне у однос на ако би било слободно и не би имала такво искривување и контакт, што значи мора секој случај да биде посебен сам за себе. Тоа е таа персонализација на таа повреда или персонализација на фрактура, на скршеница, на оштетување, на секој човек има своја карактеристика и мора комплетно да се изанализира кога реално таа метода може да помогне. Треба да знае дека не постојат магични лекови, дека нема 100% гаранција дека ќе помине. Многу фактори се во игра. Меѓутоа, резултатите се одлични. Подобрувањата се рапидни, имате негде 70, 80, па дури до 90%, меѓутоа, повторно ќе кажам, мора да има целосен приказ на човековиот организам, на статиката, на биомеханиката и на потребите. Многу е значено дали вие или некој спортист од 12 или некој од 75 години, какви секојдневни активности, што реално он има потреба во еден секојдневен живот. Колку тоа колено ќе му треба да
биде болно или безболно, или колку може да издржи одење нормално и така натаму. Не е исто да скокнете 1000 пати во 1 сат на тренинг или 2 пати годишно да прескокнете нешто. Сето тоа треба да го калкулирате за да може да дојдете до правиот резултат. И каков е квалитетот на таа рскавица што ќе се регенерира? Апсолутно, до 95% е ист. Ако е буквално како правата нормална рскавица која што била пред да настане повреда. Проблемот е секогаш оние 3, 5, 7% последните кои што секогаш има една мана дека организмот секогаш се стреми да си зарасне и да биде најбрзо што може. Тоа значи затоа и обично сечење рана кој ќе си сечете, секогаш има колку и да е тоа идеално сошиено или како и да е залепено со лепак или секогаш се познава убаво видите дека има една така наречено ожилно ткиво и да кој е различно од идеалното претходно. Тоа е затоа што секогаш што ожилно ткиво прво влегува и прво влегува во процесот на зараснување. И оно останува како ожилак, како дефект и секогаш луѓе кажуваат дека бе оперирав сема пак на промена на време као го осеќам, па разликата во атмосферски притисок покажува дека овие дефекти има разлика во однос на таа претходна идеална совршена зглобна структура. Има истражувања што покажуваат дека во зглобната рскавица се наоѓаат матични клетки и дека е можно тие да се изолираат. Да. Потоа да се размножат во лабораториски услови и да се вратат во коленото. Дали во тој случај, што велат истражувањата? Во тој случај би била апсолутна регенерацијата, комплетна? Пак не е исто, тоа ви го кажувам. Зошто? Зашто тоа го правевме ние во Германија, значи во Штутгарт ги носевме делови од рскавица од овде, значи ги праќавме потоа во Потсдам на огромна лабораторија каде што се прави инвитро експанзија. Зимате едно мало парче од рскавица кај пациентот што не е, еве да кажем условно, потребна за формирање комплетна за зглобна функција. Тоа најчесто го земаме од надвор, од страните и ова го трансферираме во посебни лаборатории кои што прават од тоа мало парче, потоа се прави инвитро експанзија и се аплицира по 3 до 4, некогаш 8 недели од почетното зимање и го враќате на исто место. И повторно не е 100%, него е некој 93 до 95%. Сега, например, методата на која што исто работам од овде е буквално таа автологна трансплантација на рскавица, која што значи дека од овој дефект, овде, ако рачунаме дека овде е оштетување на зглобна рскавица, го зимам околниот дел од истиот дефект. Со тек на време, како се оштетува месеци, пациентот чувствува болка. Тоа овде во средина се прави дефект, меѓутоа од страна се прави едно како на ровој што копаме, од страна има таква една минимална количина на рскавица која што е избуткана во страна од здравата. Сега тоа е истата методата автологна, каде што тој дел го зимам, таа се вика автологна трансплантација, и користам делови од рскавица која што е неоштетена, а не учествува активно во формирање на таа зглобна конгруенција, во посебен, така наречен тромбинатор, во посебен инструмент или во посебна, еве да кажеме условно девајс, се создава нов како лепак, субстанција правиме буквално како лепак од таа рскавица, заедно со плазма која што се додава и со матични клетки, го лепиме дефектот и тоа доаѓа како нормална зглобна конгруенција. Тоа е сега една од најновите методи во свет каде што се користи затоа што со истиот не чекате 3 до 4 недели или 6 да го праќате инвитро експанзија, да го чекате, него користите околина на дефектот и плюс странични делови кои што не се потребни за 100% зглобна функција или така наречена неоптеретувачка зглобна рскавица и ги враќаме во истиот момент и процедурата трае 45 минути до саат и пациентот излага со зглобна рскавица или со препокриен дефект. Сега понатаму има една плејада од физикална терапија, рехабилитација, вежби, неоптеретување 6 до 8 недели за да може ова да зарасне, да не се разбие тоа што е. Потоа е важна рехабилитацијата, претпоставувам и животниот стил во иднина, за да не се оштети. За да можете да го поправите, ви треба време, значи каде што прво ќе му оставите на тој дефект да не се за тоа време деформира или изгуби или да не правите никакви спортски активности за да не има импакт, зашто таа е вулнерабилна, е нова. Поради тоа беше копорано
нели, заби кои се праја, па не јади 2 сата после забот за да не ти падне пломбата, не? Тој е принципот овде, каде што ќе треба тие 6 до 8 недели да се импрегнира таа веќе нова трансплантирана раскавица во останатата здрава раскавица и да може да го добие тој ефект да функционирање нормално. И како се изведува тој зафат? Оперативен е, се сече, се отвара коленото, прво како? се пробува артроскопски, се влегува внатре, се гледаат сите оштетувања, се мери дефектот, тоа претходно се анализира на магнетна резонанца пред да се влезе. Значи можете и на магнетна резонанца да процените? Апсолутно, таму има се посебни софтвери каде што се прави мапинг, буквално се гледа колкав е дефектот, меѓутоа најидеална метода за диагностика и за третман е артроскопија. Значи влегувате тоа што го вика народот ласерски, низ 2 дупчиња, влегувате внатре, го гледате целото live in vivo, буквално коленото, све што е оштетено од овде, во истиот момент се собира, значи со посебен така наречен шејвер, се собираат ове зглобна раскавица, преку посебно црево се носи во дел, во девајс, значи во апаратура во која што се прави мелење на таа раскавица, тоа се вика метода на Минс картилоч, се меле, се аплицира ПРП, коскена срцевина, се додава фибрин лепак и во истата процедура по 40 минути се враќа назад, се лепи со апликација на местото на дефектот. Има заинтересирани за овој тип на Сигурно, да. операции кај нас? Да, основните Прашуваат работи... ли, информирани ли се, бидејќи се работи за релативно нови работи во ова област? Да, ова е многу нова метода, меѓутоа треба да знаете дека луѓето треба и да, значи прво има еден ефект дека се уште кај нас е голем број на луѓе доаѓаат и викаат не, зглоб, немој да чепкате, како е така и нек си тера, додека тера. Сепак степенот на образование е многу битен, медицинската едукација е на тоа ниво на кое што е. И реално треба и лекарите матични и воопшто од овде сите цел здравствен персонал да учествува оваа едукација на луѓето со цел дека овие методи сега се толку минимално инвазивни, толку се направени амбулантски во изден или максимум еден ден после интервенција си оите дома. Толку е се тоа краткорочно, толку тоа има бенефит понатаму да пред некој ден ќе спомнам пациент буквално беше и тоа пациент што е нели во нормална така средна возраст 50 на години, буквално вика не, мене ми кажа дури немој ни да боцкате у колено да вадите тоа, ку знае што може да се случи. Сето тоа, кога ќе видите дека тоа после вика сега ја ќе кажувам на сите дека тоа нема врска, дека е супер медик. Значи многу е битно да наша страна едукација, да има некоја заинтересираност и овие социјални мрежи сега, место да се занимаваат со милион глупости, би било добро вака да се едуцираат соодветно, за да може да влезат и не да се плашат од тоа, затоа што ова е реално... Да се направи вистинска проценка и да се реши еден крупен здравствен проблем. Многу да се врати полесно е да се фати на животот. време, него потоа да навлезе во некои други иреверзибилни состојби кои што многу тешко се репарираат со овие методи. Имам уште нешто издвоено, методи на кои се уште се работи. Што велат оние методи кои што се во процес на тестирање, би рекла, бидејќи имам одвоено неколку скеле од хидрогел, антиинфламаторни решенија и слично. Може ли на едноставен начин да се реши проблемот или пак очекувањата се превисоки, може би поголеми од науката? Да, во моментот од овде, барем јас мора да кажам, проблемот е што е мултидисциплинарен. Не можете да најдете некоја метода која што ќе биде реално curable за сите возрасти, за сите типови на луѓе, за спортски активни, неактивни, обезни, стари, млади и така натаму. Затоа што многу работи се поврзани со други коморбидитети. Значи имате луѓе кои што имаат различни болести, кои што некои од нив и самите не ни ги знаат, некои од нив и не ги ни третираат, некои од нив се, да кажам, долги години од овде тие оштетувања траеле и резултатите секогаш се различни од онаа што би сакале ние да добиеме млад пациент, добра кондиција, дефект кој што е јасен во некој втори, трети степен, да не иде во четврти. Значи, сето тоа е многу тешко, се вака добро звучи. Овие методи што се прават денеска, сите методи идат во таа насока, да се бараат имуномодулатори, да се бараат средства од регенерација од свое тело,
Од друга страна има огромна комерција на голем број на фабрики кои што сакаат своите производи да ги имплементираат, од тоа сигурно фармацеутски куќи заработуваат. Така да тоа е некој, да речеме, некоја дисторзија која што би требало, ние се трудиме да го тоа имобилизираме, да најдеме насока која што јас сепак мислам дека ова е иднината на медицината и дека реално лековите се во нас. Лекот е секогаш во нас, треба да го најдеме соодветно, дали преку промена на статус, баланс, живење, храна, сето тоа треба толку многу да бидат избалансирани и работиви. Ја мислам дека натаму киде целата медицина, ќе се трудиме да биде све превентивно, се помалце да има операции големи, инвазивни, сечења, можност за инфекции, него да се сведе кон овие нови техники кои што ќе би дадат одлични резултати. Веќе неколку пати ја споменавте храната. Дали постои некој посебен режим на исхрана кај лица кои што имаат проблем со зглобовите? Да, значи мора да знаеме дека се повеќе од сите анализи се смета дека ние реално јадеме можда 70-80% поише што треба да јадеме. Значи дека само со 20-30% од реално храната што ја јадеме во тек на ден може да ги задоволиме сите потреби. Тоа е голем број сега е модерни тие фастинг диети или диети кои што покажуваат дека со гладување. Да, со гладување, буквално дека голем број од овде имаме толку ние многу резерви внатре, што може да се користат и ние само ги надополнуваме, зголемуваме и го оптеретуваме организмот за да он реално не може да се чисти. И сега, голем број покажани се овие на новите ресерч студии од овде, покажуваат дека најмногу од овде, као витаминот D3, потоа цинк, селен, магнезиум и така натаму, имаат реално подобрување во функцијата на зглобната функција. Меѓутоа, постојат и голем број на препарати, како што се глукозамини, хондроатини, значи голем број од овде, како е, нели, посебно време, посебно така наречен биоколаген, кои што студиите варираат и покажуваат кај некој има или нема толкав бенефит како што се прикажува. Голем број од нив реално нема негативен ефект, меѓутоа бенефитот колкав е и колку време е, како е пиењето и се дава една или не секогаш 100% гаранција дека тоа ќе има сигурно ефект. Затоа треба да се каже дека многу е битно дека голем број, например, и од млечни производи даваат проблеми на зглобовите. Имате голем број од продукти кои што сега имаат таа ГМО, значи исхрана, која што дава алергиски реакции кои што синовијата на зглобовите реагира. Имате голем број на хемикали или тоа што внесуваме покажуваат дека има директно дејство токсично врз зглобните мембрани. И сето тоа од овде, кога ќе се укалкулира, мислам дека се стреми од овде системот да ние секој од нас на крај имаме некој протокол, изимаме некои, нели, таблети во кои што ќе имаме количина на јаглехидрати и така ќе се храниме во иднина за да има некој баланс идеален на човековиот организам. Мислам дека главниот проблем е што ние превише јадеме, реално внесуваме повеќе од тоа што организмот може да го издржи и затоа е дебелината како еден светски феномен, каде што сите тешкоти и оптеретувања врз импакт не е исто кога 1 кило што ќе носите поише ранец или 2 или 5, ви прави проблем на подолго одење, замисли имате 20 кила повеќе од тоа што организмот секојдневно на 3 до 5 милиметра раскавица. Колку е таа идеално градена да издржи човекот 150 кила, дебелина од 3 до 5 милиметра. Ја така, јасно. На тоа треба да се внимава. Само уште едно прашање, да пиеме ли превентивно колаген? Многу зависи од овде, ја секогаш кажам од овде. Изузетна здрава, права храна, значи, ја мислам дека може да ги задоволи скоро 100% потенцијалот и воопшто сите потреби на еден организам. Биоколагенот или колагенот од овде има неколку студии од овде, тоа германците почнаа па специјални некои форти гелови ги извадија со тој биоколаген кој што докажаа дека има подобрување. Меѓутоа превентивно јас не сум за превентивно користење. Превентивно од овде, нели, сум секогаш да се користи витамин D3 као еден магнезиум, витамини од овде, меѓутоа колаген само за превенција апсолутно мислам дека не е оправдано, доколку немате никаков проблем на раскажа. Професоре, многу ви благодарам за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта. Навистина корисни информации слушнавме во денешната емисија и убави сликовити појаснувања. Сложена е градбата на коленото, на зглобот, но вие успеавте да ни приближите и една ваква сложена проблематика на интересен начин.
Фала и на вас за поканата, па се гледаме во друга прилика. Секако. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Имајте пријатен ден.